No lyrics here, just beats the vibe. A squeaky duck and a cow collide. Boing boing goes the truckling sound. Bass drops hit them, flip it around. Hops and hops and a cat meows twice. A robot voice says, oh that's nice. Wop 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 like a washing machine. This track's the weirdest thing you've seen. Добро дојдовте повторно на каналот кај Bad Teacher Crypto и денеска секој ќе разгледаме некои новости што се случуваат. Денеска е викенд и знаеме дека нападите обично се случуваат за викенд, така да ќе видиме каква ќе биде ситуацијата со војната која што се одвива моментално и дали ќе имаме повторно некои напади од двете страни и секако денеска ќе разгледаме и дел од техничката анализа за големите пани кои што се на берзата и накратко ќе ги споредиме нивните графикони. А ќе започнеме со оваа вест, како што можеме да видиме USDC и USDT имаат големен волумен на тргување, каде што USDC моментално го престигнува USDT во обемот на тргување, така да можно и USDC да го помине USDT бидејќи неговата USDC е директно инволвиран во американските компании. И доколку погледнеме сега, тука имаме графикон каде што просечните трошоци за купање на еден биткоин е околу $95,200, а минимална цена за електрична енергија на рударење на биткоин е $68,000. Моменталната цена е околу 72,000. Доколку погледнеме во историјата, дното се формира токму тогаш кога менерите почнуваат да губат пари и оваа фаза се нарекува капитулација на менерите, односно тоа го имавме гледано и во COVID крашот, така да не верувам дека моментално ќе следи ова, но тоа е оно што се случува и доколку се потсетиме на претходните видеа, знаеме дека цената никогаш не е завршила под овој минимален трошок за електрична енергија за копање на биткоин. Секако возможно е да видиме некој V-shape тука, како што сме го виделе ова, но верувам дека ова е стандарден bear market и дека уште малку ќе биде потребно за да се формира тоа дно. А во претходните денови видовме одредени пампови на одредени коини, како и на целото крипто, и тоа е потсетување дека криптото никогаш не предупредува дека ќе оди нагоре, туку едноставно тоа го прави и сентиментот многу брзо може да се сврти од тоа дека се е завршено и дека биткоин е мртов, може многу брзо да се сврти до она што тие го нарекуваат дека сме се вратиле во пазарот, односно тоа се случува кога цените се на едни од новите all-time highs. И доколку погледнеме сега S&P 500, што верувам дека ќе биде случај сега моментално, а и во следните години, големи се шансите дека го правиме ова движење, но за тоа ќе треба почекаме првично да го добиеме ова. Доколку погледнеме од Елиот перспективата, ќе видиме дека ова е третиот макротренд за S&P 500, па сме имале рецесија, сме го формирали четвртиот бран и моментално сме во петиот бран, односно во третиот бран од големиот пети бран. Така да, како што видовме и претходно на графиконите, очекуваме пат на S&P 500, не знаеме каде ова ќе заврши, може да заврши тука, испод она дно, да заврши до претходниот bear market, каде што бевме да се приближи тука и да се одбие брзо, да го формира можеби тој бранот Б во следните години и да го формираме бранот С во можеби тие подоцнежни години, така да тоа ќе го ставиме на страна. Барем сега за сега, единствено што очекуваме сега на краток месечен период би можеле да видиме некое движење надолу на S&P 500, кое што верувам дека сега моментално сме во почетната фаза од тоа движење. А доколку погледнеме Гозискиот канал, нешто што е многу интересно тука, погледнете, кога се појавува оваа црвена линија, имавме
тука капитулација и цената се движи во акумулациона зона и подоцна како што треба тука си пробива. Истото се случило и во следниот bear market, се појава таа црвена зона и повторно имаме пад тука, фаза на акумулација и цената се враќа во нагорна насока. Истото се случувало и во претходниот bear market. Погледнете. Појавување на црвената зона и движење повторно надоле и многу набрзо потоа се формирало тоа дно. Сега за сега уште немаме појавување на таа црвена зона која што може би би ни ја дала таа финална капитулација, така да ќе почекаме и ќе ги следиме овие графикони. А тука можеме да забележиме, ова е реализирана маркет капитализација RSI на неделно ниво, каде што доколку малку зумираме, ќе видиме дека ова линија всушност секогаш била допрена, доколку погледнеме од претходните bear маркети, барем еднашка била допрена, во некои случаи и по два пати, каде што се вршала таа акумулација. Истото го имаме и во претходните bear маркети, како што го видовме тука и моментално имаме слично такво движење доколку погледнеме. Истото сме го имале и во 2019 година во bear маркет, еднашка сме допреле и потоа сме продолжиле нагоре, но како што забележувате, повторно сме се вратиле ова зона и на некој начин повторно два пати сме ја пробиле оваа линија, што значи дека ова е тој период на акумулација, малку поголем опсек имаме тука, но сето тоа е валидно. Погледнете тука во 2022 година и 2023 имаме еден допир, повторен допир и погледнете го ова движење. Моментално не сме ни близко до оваа линија, доколку тоа е планот. Секако во следните месеци би можеле да добиеме можеби нешто вака и да го формираме тоа дно тука, така да доколку се префрлиме на долниот графикон, ќе видиме дека моментално сме на половина од ова движење кое што е стандардно за секој bear маркет, барем сега за сега функционира феноменално. Атрофлација, доколку го погледа на месечно ниво, ова секако изгледа на некој нагорен тренд, но погледнете доколку одзумираме каде всушност се наоѓаме на еден од најниските нивоа и верувам дека ќе помине период во дефлација, но секој може да грешиме за тоа, но не верувам дека имаме ризик од поголема инфлација, туку имаме ризик од поголема дефлација, така да ќе видим дали ќе имаме уште поголем пад на инфлацијата. И погледнете сега, доколку го прашаме Грок да ја избрише најмоćната земја од оваа слика, погледнете. Дури и Грок знае некои работи, вештачката интелигенција е чудо. А сега ќе преминеме на овој ETF, каде што ги покажува главните 7 компании кои што многу придонесуваат за американската економија и моментално, доколку погледаме овој графикон, тие се во пад. Ќе го ставиме ова на месечно ниво. Исто така, ова е релативно нов ETF, така да, колку ставиме на неделно, погледнете, индикаторите скоро се и ресетирани тука, а доколку ги погледнеме компаниите сега посебно, ќе видиме дека на месечно ниво сигнализираат одредена слабост, каде што доколку овие компании паѓаат, очекуваме да паѓаат S&P 500 и криптото, но сето тоа не мора да значи, но погледнете како графиконите се скоро слични за се, така да месечно ниво моментално имаме спојување на овие две линии, што значи дека ова е бериш, а верувам дека тоа го научивме до сега. Исто така MACD, исто така RSI е еден од најниските нивоа до сега и тоа за Microsoft моментално. На дневно ниво исто така изгледа бериш многу. Доколку погледнеме сега Apple, немаме пробивање на оваа главна тренд линија, но
знаците тука за поголем пат се огромни, така да доколку го ставиме и ова на месечно ниво, погледа. Имаме секако MACD, повторно движење на надолна насока на MACD, каде ќе заврши, не знаеме, но моментално имаме движење во надолна насока и за Apple. Amazon исто така формира свој врв, веројатно моментално го прави тоа, како што гледаме на графиконот. Мета исто така, погледнете ја оваа фаза на дистрибуција моментално. Nvidia и овие графикони само не видовме колку паднале во моментално од врвот. Сега ќе го направиме тоа. 31%. Ова се огромни проценти за овие компании. Имаме моментално пад од 15% за Apple, 24% за Amazon, Meta 27%, Nvidia, иако ова изгледа многу мало, но тоа се 20% во оваа компанија. Tesla од претходниот врв до сега имаме околу 23% и Google моментално после овој огромен раст, моментално верувам дека овој графикон почнува полека да се лади и имаме пад од претходниот месец околу 15% во минус од претходниот месец. Тоа се случува со S&P 500, да видиме. S&P 500 исто така формира веројатно свој врв и ова е фаза на дистрибуција тука. Погледнете го ова движење и нешто што следува после вакво движење е она маркдаун, како што сме виделе во Вајков шемата. Така да ќе оставиме уште некој период да видиме. Верувам дека врвовите се веќе формирани, а доколку погледнеме биткоин моментално ја собира таа ликвидност која што имаме тука. Верувам дека ќе се врати по оваа ликвидност доле која што ја гледавме на претходното видео. Сега ќе го погледнеме и FED да видиме што се случува со FED. Имавме еден поголем раст, можам да кажам тука, околу скоро 40%, одлично. Сега после овој пат не можеме да кажеме дека ова е нешто големо, но доколку бевте присутни на каналот, ние ова го очекувавме. Не верував дека ова ќе се случи толку брзо, но едноставно се случи и алткоините се непредвидливи, така и другите пазари. И кога се придвиживме повторно тука, најавивме дека би можеле да формираме тој финален бранд кој што би не одвел можеби и до поголеми дна тука, но сега за сега тоа не го гледаме. Едноставно фаза на акумулација која што е многу добра е оваа фаза, така да тоа ништо не е важно. Се додека сме на долг рок, верувам дека овој коин има доста потенцијал, како и другите кои што ги анализираме, но едноставно не можете да ги знаете сите коини и треба да се посветите на оние одредени кои што секако мислите и шпекулирате дека ќе ви донесат некој профит. Така да тоа го оставам да одлучите сами за себе. Доколку погледаме на месечно ниво FED, моментално поглед, имаме придвижување на MACD во нагора насока. Сега ова треба време за да се опорави и да продолжи во нагора насока, како што тоа е било претходно. Тука имаме и манипулации, како што видовме, огромни манипулации се случуваат. Едуцирате се добро и внимавајте што правите. И отприлика тоа е тоа од мене за денеска. Слободно претплатете се на каналот, споделете ги видејата и каналот. Се надам дека наоѓате вредност во него. А ние се гледаме во следното видео. Поздрав од BTC Crypto и чао чао! Crypto crazy, it's a digital game. Lost my wallet and forgot my name. Up and down like a kangaroo. Who knew?
finished too. Mining dreams with a pickaxe app. Electric bill gave my wallet a slap.